Професорот Јирџи Марија Весели е една од оние личности кои што денес интензивно работат на археологијата. Меѓутоа, тој се разликува од, така да речам, класичните археолози, бидејќи неговиот интерес е многу поширок од колку што обикновено археолозите го имаат. Неговиот интерес би можело да се каже дека ги опфаќа и етнологијата, и историјата, па на крајот, бидејќи тој веќе има 78 години, е во состојба да прави и синтези, кои што нас ни помагаат да дојдеме до одредени потемелни сознанија за некои значајни периоди не само од историјата на Балканот, туку и воопшто од историјата на Европа. Il mio interessamento per l'archeologia è nato da un certo sviluppo logico di certi Мојот interessi интерес culturali. за археологијата е роден во еден логичен Ho развој на studiato интересот la кон facoltà културата. di filosofia, di archeologia e di teologia. Студирав филозофски факултет, археологија и теологија, а моја посебна задача и личните интереси беа свртени кон хуманитарната историја, во чија основа беа достигнувањата на западната теоретска мисла. Sarebbero 8 oppure 12 ondate, salita, ascesa, salita, eccetera. Allora, le fonti di questa cultura sono За културата досега anzitutto многу е пишувано. scritte. Allora, Јас ho започнав како cominciato историчар, come- но piuttosto мојот come интерес не storico, беше врзан come за storico, конкретни ma non настани, di туку за развојот на avvenimenti европскиот дух. concreti, ma dello spirito europeo. Dopo, anche Потоа durante додека la уште guerra, траеше quando војната и il кога mondo si светот се интересираше interessava за словените, degli посебно ме slavi, интересира словенската култура, но не секогаш врз основа на она што е пишувано della како cultura историја. slava, ma sempre in base alle fonti scritte, cioè come storia. Poi dal 45 tornato a casa in Cecoslovacchia, Во 1945 година се вратив дома во Чехословачка. Јас сум чехословак. Тогаш видов голема експанзија на археолошки откритија и сватив дека без потврда преку материјални сведоштва, пишуваните документи може да бидат лошо интерпретирани и манипулирани во однос на вистината. Oppure anche manovrate, manipolate contro la verità stessa. Allora ho capito che il libro si può scrivere e può dire la Книгата verità, може да се ma anche пишува non и verità. да се кажат вистини Mentre и la невистини. pietra è fedele alla verità. Каменот е верен Quello на che вистината. dice era vero Тоа што nel го tempo пишува на него passato, било è вистина vero во oggi, che минатото, sarà vero вистина е domani. денес, а ќе биде вистина и во иднина. L'ultimo passo era interesse della cultura slava, Последниот чекор на slava, моето интересирање che беше poi словенската limitava questo култура, mio посебно interesse словенската, anche која го archeologico насочи мојот интерес sui кон documenti археологијата, што moravi, ќе рече врз perché документите. Cirilo e Metodio sono Затоа што venuti da Кирил и Salonico Методи се дојдени од Moravia, Солун во Моравија, e а нивната втора la етапа seconda логично е tappa, Македонија, словенската logicamente, Македонија на Macedonia. Климента и Наума. Macedonia slava di Climente e Naum. E così ho trovato la linea Така и dell'interesse открив oppure линијата на dello развојот, sviluppo, ma но sempre секогаш per логично motivazione мотивиран од logica, вистината. cioè per avere la verità. Posso forse anche sbagliarmi nell'interpretare. Можам при тоа ma да non сгрешам faccio во mai интерпретацијата, но dogma. тоа Io не lo vedo правам così, догма. la pietra dice così, Јас заклучувам allora онака io како што concludo зборува così. каменот. E la А conclusione заклучокот sarebbe би che, бил дека врз основа на secondo документите le на словенските encicliche апостоли, greci на Европа и не Virtutis достига еден e битен дел. poi Slavono Apostoli, all'Europa intera manca la parte, diciamo, quasi essenziale, cioè qui c'è Roma, Bisanzio, e qui era un Ако ги имаме Рим и interrogativo. Византија, испаѓа на крајот дека словените се сега поканети да го комплетираат тој трети, Perché per како што јас го completare нарекувам, l'Europa, ma alla fine аголо-триаголникот. si vede che gli slavi
sono adesso chiamati per completare questo terzo, io dico angolo, triangolo, Ako per prvi od creare Rim prima beše Roma, Rim, Roma, vtori od Rim seconda beše Roma, Vizantija, Bizanzio, tretji od terza Rim je Roma, Morava, Moravija, Makedonija. Makedonija. Certamente vi interesserà il Sigurno ќе vе интересира problema основниот проблем на мојата essenziale di археолошка questo mio преокупација. interesse archeologico è molto Едноставно тоа е semplice, гробот è на Свети la Методиј. tomba di San Metodio, che avevo la fortuna di essere Имав presente среќа да alla бидам присутен scoperta, на тоа è una откривање. cosa Тоа fenomenale. беше феноменална Era работа. nel Гробот го 863 пронајдовме во e 1963 interessante година, è che што се proprio поклопува со годишнината на l'anniversario пристигањето на Кирил и Методи во sull'Metodio, perché 863 sono година. arrivati 863 e noi Бев присутен на откривањето, зашто на археолошките ископувања во Моравија работев 11 години. Би се рекло деноноќно. Allo scavo archeologico in Moravia 11 anni, di giorno e di notte, sì, allora si potrebbe anche credermi, che è la verità. Il ritrovamento della tomba Пронаоѓањето на гробот беше резултат на научно истражување, на логичен заклучок, а не на случајност, дотолку повеќе кога се знае дека Методи беше прв словенски архиепископ, што требаше да ги представува седиштето на архиепископијата, црквата и школата, зашто архиепископија без училиште за свештеници не може да се замисли. E anche una scuola, perché arcivescovo senza la scuola per il clero è impossibile. E allora ci siamo concentrati a Velehrat, Moravia, Stare mjesto, Uerske hradište. Бевме концентрирани во старо место во Моравија и тоа врз одредени точки врзани со народната традиција, седиштето на архиепископијата и податоците за гробот. Riguardo alla tomba abbiamo una documentazione scritta За che è гробот molto имавме importante пишувани e извори, precisa. прецизни и неопходни. Giace nella principale Во главната црква на chiesa Моравија, на Morava, левиот зид, се наоѓа Света Дева dietro Марија, l'altare а della е потребно да Vergine се Maria, најде во апсидата на црквата една della parete топографска a позиција која sinistra. материјално E ќе allora одговара на овој опис. bisognava trovare nelle absidi o nella chiesa una posizione topografica corrispondente materialmente a questa descrizione e l'abbiamo trovata abbastanza facile. Тоа го најдовме, дури и лесно, зашто постоеше една слична ситуација со гробот на Виргилиј, архиепископот на Салзбург, кој беше подготвен однапред. И гробот на Методи бил однапред подготвен, потоа на тоа место бил изграден зид, а откако зидот е пресечен, најдено е автентичното лежиште на гробот, кој има должина од 2 метра и широчина од 80 сантиметри. Era così, vuol dire che è autentico, è stato preparato dopo la costruzione. Од надворешната страна има друг помал зид. Овде е најдена мермерна плоча, секако многу значајна, но за време на унгарската инвазија била уништена. Una piccola muratura che copriva questo e dalla parte interna tavole di marmo molto prezioso greco che durante la invasione magiara è stato distrutto e aperto la tomba. Во гробот се откриени остатоци од далишта, што може да бидат византиски, како и едно делче од метал, што би можело да представува панагија. Потоа е изгорена коска. Сега се чека на антрополошката анализа. Un pezzo di metallo fuso che potrebbe essere panagia, potrebbe essere. E poi una parte dell'osso bruciato fin qui. Ce l'ho trovato io, allora potrebbe essere perché era dentro. Fuori nel presbiterio erano molte reliquie, possiamo dire, per tutti i santi, così che adesso spetterebbe a un'analisi antropologica per vedere se c'è un individuo che corrisponderebbe alla stessa persona. Allora,
Arheološki gledano, to je grobot na Metodiji ne može da bide na nikoj drug, osim ako se pronajde nekoj drug argument koji bi bil logična aplikacija na topografski opis. Po откривањето, раководителот на ископувањето Хруби, кој почина пред известно време, веднаш повика комисија од Академијата во Прага за да се верифицира тоа. Ha chiamato subito la commissione accademica da Praga perché è bene verificare anche obiezioni e la commissione io stato Во работата на комисијата бев ангажиран како консултант, па го потврдив наодот. Беше заклучено дека две работи се сигурни. Топографијата на гробот одговара на Методиевиот гроб и на палеословенскиот живот. Се разбира, кога денес зборуваме за Падре Весели, како што ние го нарекуваме, имаме во предвид една личност која што е во состојба да му помогне на секој оној што ќе побара помош од него. И ево ние, работејќи овде на Виничкото кале, побаравме од него да помогне во расчистувањето на некои поими врзани со иконографијата, врзани со латинските текстови кои што се наоѓаат на иконите што ги откривме овде, и тој пристигна од Рим и сесредно помага да сознаеме повеќе отколку што и самиот материјал ни нуди. Confesso che sono molto contento. Ве уверувам дека сум многу задоволен што се наоѓам во Македонија, каде што се чувствувам како дома. Но ова е мој приватен мотив. Постои кај мене и многу подлабока мотивација што има поширок интерес, затоа што денес не е доволно да се открие реалноста на одредена култура, туку е потребно да се продолжи да се бараат корените на таа култура. Le radici della cultura europea, izvori, no? Le radici. E credo che nessuna terra europea è così felice. Сметам дека ниту една европска земја немала толку среќа да може да одговори на проблемите врзани за корените и континуитетот на европската култура, како што може Македонија. È proprio in possesso di questa continuità. Можеме, следејќи го континуитетот, да почнеме уште од времето на Свети Павел, кој дојде во Солун. Второ, во Формија во близина на Неапол открив гроб со коски на еден светител за кој е заинтересирана и Македонија. Тоа е Свети Еразмо од Охрид или од Формија. До откривањето на гробот можеше да се смета дека се работи само за традиција и записи, но кога се пронајде гробот, тогаш откривањето е верифицирано. А коските во гробот покажаа дека личноста екзистирала, а сето тоа представува тежок испит за археолозите. Свети Еразмо бил историска личност, а местото на неговата дејност бил Лихнидос, Охрид, од 280-та до 302-та година.
Jaz povečer pata som mi tuka vo Ohrid, zašto mne interesira Sveti Razmo. Професор Весели, вие повеќе години се занимавате со истражувањето на култот на Свети Еразмо. Вам ви е познато сигурно македонското фреско сликарство, во кое се јавуваат ликовите на Свети Климент и на Свети Еразмо заедно, како што е случајов и на оваа фреска во Свети Јован Канео. Веднаш по Свети Климент се наоѓа Свети Еразмо. Уште повеќе македонското народно творештво изобилува со преданија и легенди, во кои се јавуваат истовремено и временски и просторно Свети Кирил, Свети Методија, Свети Климен, Свети Наум и Свети Еразмо, иако живееле во различни векови. Што би ни кажале за вкоренетоста на овој култ во Македонија, на Свети Еразмо? Il ritrovamento della tomba di Sant'Erasmo a Formia è molto importante. Откривањето на гробот на Свети Еразмо во Формија представува значајно откритие не само за католичката црква, туку и за македонската, затоа што е познато дека тој во Формија дошол од Лихнидос. Досега имавме само легенди и многу несигурни белешки, но пронаоѓањето на гробот, а потоа и моштите, покажаа дека тој човек постоел. Se questo uomo ha la tomba qui e le ossa esisteva, allora la realtà dell'insegnamento di Реално е историски докажано престојувањето на Еразмо во Лихнидос, каде што престојувал меѓу 280-та и 302-та година, придонесувајќи во известна мера за културата. Така тоа сега не е само традиција, туку и реалност. Прецизноста налага да се каже дека Свети Еразмо не е современик на Климент и Методи, но нема сомнение дека постоел порано. Она што е од посебна важност за Македонија, тоа е дека Климент знаел за активноста на овој светител и логично продолжил да работи врз она што го работил Еразмо. Continuava logicamente su quello che ha creato Erasmo. Втора етапа се откритијата во Виница. Еразмо действува во 4-тиот век, а иконите од Виничкото кале се од 5-тиот, 6-тиот век. Со доаѓањето, словените оваа мисија ја продолжиле, иако не ја знаеле незината големина. Оваа мисија во културата подоцна се конкретизира и кулминира во Охрид, каде што беше создаден и првиот универзитет на Балканот. Потоа како да настанува празнина, но континуитетот го покажуваат новооткриените теракотни икони од Виничкото кале, датирани од 500 до 600 година, досега невидени во Европа. Di Vinica e di Calais, perché nel 500-600 si ritrova un deposito di cultura materiale mai vista in Europa. Така континуитетот би бил Солун, Охрид, Виница.
Потоа, на овие простори, откако дошле словените, континуитетот не бил прекинуван, туку продолжил. Ова е спротивно на расистичките и нацистички теории во кои се тврди дека ние словените сме варвари. Археологијата потврдува дека не е уништувано, туку напротив комплетирано, што е голема среќа. Од Охрид, кој е центар на културата, создадена од Свети Климент и Свети Наум, континуитетот продолжува во две насоки. Кон Далмација, на која како охридски подарок е била Гробовицата, и кон Киев, Новогор, Урал, Моравија. Тие работи ние ги знаеме, но Европа се уште не ги знае, а јас би сакал да ги знае. Должност е на Македонија, тоа што го има, да му го презентира на светот. Јас сум среќен што можам да помогнам во тоа представување. Perché noi tempo fa non ci si credeva, ma adesso si desidera la verità slava. Во славистиката професорот Весели е познат со неколку изданија, посебно со книгата Запишано по водата. Целта на оваа книга секако беше да се остави материјална база, трага, за се она што истражувал како археолог, бидејќи професорот Весели познато е подолго време предава ранохристијанска и словенска археологија на Универзитетот Ангеликум во Рим. Преку оваа книга тој ни остава запишани записи, траги, текстови за Кирил и Методий за археолошките ископини што ги вршел заедно со познатиот археолог Вилјем Хруби во Моравија при изнаоѓањето на гробот на Методий во Велеград, во црквата Света Богородица. Интересно е дека во своите истражувања професорот Весели се служи со аналогии од црквата Свети Еразмо во Охрид, а потоа и со Кириловиот гроб во Рим. Професорот Јири Марија Весели минатата година објави уште една книга, Третиот агол од триаголникот, а тоа се трите агли Византија, Моравија и Рим. Меѓутоа, главниот акцент даден е на новото средиште, на Охридскиот центар, на Охридската книжевна школа, која што се јавува како продолжение на Моравската мисија, што би значело, според зборовите на професорот Весели, Моравската мисија Моравија би била нецелосна, мозаички невклопена, без Климент Охридски, без Охрид, без Охридскиот книжевен центар. Познато ми е дека годинава се подготвува и третата книга на професорот Весели, која ќе има наслов Запишано на камен. Тоа се повторно археолошки истражувања и тоа психоаналитички истражувања на протагонистите од Моравската мисија, што значи на Кирил и Методи, на нивните ученици, на Климент и Наум Охридски, на Вихинг, на германските архиепископи, на римските папи. Во секој случај и трите книги ја даваат основата на археолошките истражувања врз кои се базираат и на тамошните славистички истражувања. Што значи,
Археологијата споена со историјата, со лингвистиката, со историјата на книжевноста, а кои заеднички се сливаат во општите текови на славистичката наука. Ја би сакал да укажам на уште една вредност на Падре Весели. Тој без резерва ги искажува сите сознанија до кои што дошол. Тој во суштина не крие ништо од науката. Тој укажува на правците кои што треба да се следат за да може да се дојде до едно посолидно и поконкретно решение. Би требало да се укаже и на тоа дека врз основа на неговите истражувања ние доваѓаме и до едно сознание кое што е, по моје мислење, фундаментално. Например, тој укажува на фактот дека народните светители во сите овие балкански народи, па и пошироко од тоа, се еден значаен елемент за разјаснување на материјата околу која што честопати има недоразбирања. Тој укажува дека, например, Македонија, македонскиот народ има своји светители. Тоа се Климент, Наум, пустиножителите Гаврило Лесновски, Прохор Чински и други, околу кои што македонскиот народ изградил своји легенди, за кои што низ целата ова историја се зборувало, чии што имиња им се давале на новороденчињата, па оттаму со право се кажува дека на македонскиот народ низ историјата, низ ова неповолна историја низ која што тој поминал, можело да му се одземе се. Меѓутоа, не можело да се одземат овие негови просветители, кои во суштина биле еден амблем, еден документ за неговото постоење. И ако се на една карта одбележи, например, простирањето на ликовите, појавата на ликовите на Климент Охридски, например, или на Наум, точно ќе се види на која територија тие се најприсутни, а ние знаеме дека и денес тој култ на овие просветители не престанал.